сега е време за гости. Сакам топло да ги поздравам нашите гости и нашата Слободанка. Добро утро. Добро утро, Сузе. Драго ми е што имате многу интересна тема, се однесува за неформалното образование на децата и на младите. ХЕСЕТ, драго ми е што се тука Марина Христова, директор на ХЕСЕТ, и Ненад Спасовски, координатор во организација и специализирани програми. Интересна тема и верувам ќе внесете многу ведрина кај нашите гледачи во овој тмурен ден, така? Па се надевам, Сузе, дека така ќе биде низ нашиот разговор и она што ќе го понуди ХЕСЕТ и ќе зборуваме за летото. Летна школа на ХЕСЕТ. Повелете. Ти благодарам уште еднаш. Добро утро и до сите наши гледачи ова утро и до сите баби, дедовци, родители кои што во овој момент се дома. Ова ќе биде еден апел до сите нив, што е она што ХЕСЕТ го нуди. Меѓутоа, Сузе ве представи, јас да не се повторувам. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата утринска програма. Добре ни дојдовте, секогаш позитивни, насмејани, но и луѓе кои што од се срце и душа си ги сакаат оние најмилите дечињата, но и од повозрастните генерации, така ли е? Така баш. Ви благодариме многу на покана. Нас не е особено драго дека еве и сега во ваков еден дождлив ден припрема, односно едно затишје пред она сончевине денови што ни доаѓаат. Имаме можност да ве посетиме и да споделиме дел од нашата програма, која што ни е на некој начин бисер во ХЕСЕТ. Ете така. Убаво кажеме, да. Бисер во ХЕСЕТ. Ајде сега веднаш на самиот почеток, Ненад, секогаш поддршка сме тука, нели? Ке се надополнуваме и ке ја кажеме неговата улога, односно ти сам ке си ја кажеш твојата улога во ХЕСЕТ. Меѓутоа, и оваа година подготвуваме нешто мощно и интересно, нешто примамливо, да кажам, за дечињата, од која до која возраст. Ајде сега многу подетално за она што го нуди ХЕСЕТ, за овие, како беше насловот, тропски горештини, кои што ќе следат, за жал, и треба да бидеме подготвени за сите нив, но како малку и да ги спасиме дечињата околу оваа тематика. Така. Значи, тропски горештини постои веќе 5-та година, 5-то лето организираме. Ретро лето, ние како што би го кажале на самиот старт, идејата беше како да им помогнеме и на сите родители кои што се во супер бизнис позиции, нели, од рано наутро од 7 до 17:30 да ги згрижиме дечињата. Исто така како на бабите и дедовците да им ослободиме времето малку во тие пензиски денови да си прошетаат, да си уживаат, да. Одлично. И дечињата сепак да имаат конструктивно време. Ние ќе кажеме дека како наставник, значи можам да споделам и секогаш споделувам дека телефоните, таблетите и компјутерите се најголеми непријатели на децата. Кога станува збор за социјализација, игра, градење на она автентично чувство на самите себе си кога треба да се изразат како развивање на возочните сфери во областа токму од она што го споменавме, социјализацијата. Тие веќе не знаат ни да се дружат како што ние сме знаеле некогаш на времето, за жал, да. И вака ќе кажам, секогаш изнудувајќи од себе си звездички во очињата, тоа телефонот нема да ни го даде, туку љубовта взаемна, размена на енергија и така. Значи, 5-та година, секоја година со нешто ново, секоја година со нешто интересно и секогаш ХЕСЕТ има конструктивни, уникатни програми кои што сакаме едноставно на децава се подобро и подобро да им биде поинтересно и поинтересно, така да имаме иновации оваа година. Што е летната школа? Згрижување, значи се состои од 3 компоненти. Згрижување од 7 до 17:30. Сви си работиме по распоред. Првично оваа година започнуваме со дебати. Тоа произлезе од програмите на Ненад за развој на емоционална интелигенција. Тој ќе ви каже малку подоцна за тоа. Дебати на различни теми, потоа имаме појадок, после појадокот веднаш почнува вториот дел, учечко-поучувачкиот дел. Зошто? Затоа што децата не треба цело лето да бидат учечко-поучувачкиот дел. Така е, учечко-поучувачки. Неформално образование врз основа на формалното, оно што го имаме на училишта. Што е најважно во нашите училишта? Сите предмети, меѓутоа македонски и математика. Ајде малку да видиме читање со разбирање.
разбирање, техники за описменување кај првачињата, поготово припрема за првачиња. Ние таа програма ни е уникатна више години. И сите други програми по македонски јазик за раскажување и прераскажување, читањето со разбирање, ние секогаш лектирите, време за летото, секогаш сум си го замислувала летото, Тањир овош е пред себе, книга убава, лектира и влегувам во светот на речениците, текстот, на приказните, така. Тоа ни е еден ден. Наредниот ден во истото време имаме математика, каде што децава повторуваат она што се работело претходната година, пополнуваме дупки, стануваме се подобри, имаме време да се посветиме и на кај секој дете индивидуално каде нешто ни фали да коригираме. Тоа е многу важно, да. Да се надополни што е пропуштено за време на летото. И имаме... А вие виднаш како наставник забележувате што е она што е пропуштено со работа кај тоа? Мораме експерти сме ние во ХЕСЕТ, индивидуално знам, затоа го потенцирам тоа, да. Да, и децата исто така после овој учечко поучувачки, да не ги гушиме сега лето, ајде малку нешто поинтересно и време за игра. Да, време е за цртање во скетчбукс. Тоа е еден специјален начин кој што ние сме го осознале. Тие се посебни како книгички во кои што се развива сликарството, цртањето. И еден ден може, например, на тој еден лист, да речеме, може да се црта 3 дена. Не е она како, знаеш, едно кругче ќе нацртам, не ми се свија, ќе го згужвам, не. Во скетчбук поинаку се работи, тоа си го работиме ние кај нас. На некој начин имагинација во уметноста кај децава. Одлично. Откако ќе завршиме со тој дел, се спремаме за игрите без граници надвор. Некогаш игри без граници колку сме ги сакале, да. На времето. Да. Еве, можеме во овој момент да погледнеме што е она. Вие ги имате оние флаери подготвени, каде што барем накратко или можеби целосно, не знам, ќе ми кажеш, ја нудите она програма која што еве сега ја зборуваме и за летната школа на ХЕСЕТ. Дојдовме до оној момент каде што ја будиме креативност, така и дечињата покрај учењето, не е само македонски, математика, едноставно сигурно дека и ги откривате талентите на некој начин, така ги развиваат своите креации. Некогаш кога се надвор од дома, можеби и повеќе да ги изразат на овој начин своите креации кои што ги носат во себе, таленти да кажам. Така си е, талентот е врата кај секој дете, јас така велам. Ако гледам дете кој што е логичар, јас не можам да пристапам на оној јазичен начин, затоа што нема баш многу добро да ме разбере, но ќе користам некои логички елементи за да стигнам до тоа што сакам да го научам, поучам или да освестам некоја област кај него. Или пак ако е јазичар, не можам логички работи, меѓутоа секогаш тој баланс помеѓу логиката и јазичниот смер кај децата мора да се направи една хармонија за да можат и тие да се чувствуваат супер, пошто мораме и јазичари и логичари. Нас како жени ни појде така муабетот и ние можеме да се тераме уште многу толку, но сега да му отстапиме простори на Ненад. Ајде за твојата улога повеќе во ХЕСЕТ. Која ти е главната, да кажам, улога? Благодарам прво, благодарам на поканата. Секако задоволство. Голем поздрав до сите гледачи. Кога се работи за дечиња, на прво место се, нели? Еве имавме можност да погледнеме и како се дружат едни со други. Да. Социјалниот дел е голема, се разбира, компонента каде што често пати се разбира ако се дома или во домашна, како се веќе средина, тој елемент дефинитивно на некој начин фали. Кај нас има постојано игри, постојано се гледа исто така на правење различни работилници каде што ја крева не само нивната свест, туку се работи на нивното критично размислување, на решавање на проблеми, работење во групи, нели како да се биде на некој начин водач или лидер, но исто така како да бидеш дел од тим и тие улоги на некој начин се ротираат, на нив се разберење доста застапно. И ги развиват оние способности кои што можеби тие и самите не биле свесни дека ги поседуваат. И ќе им бидат исто, мислам, се разбира многу потребни како животни skills. Така да што и да прават понатака, ќе се ослонат на тие вештини што како се не само што треба да бидат
прикажани, туку треба и да се вежба. Сега кај децата тоа вежбање мора да се направи на некој покреативен, поинтересен начин. Пристапот е многу важен. Многу е важен. Да, верувам. Каде што исто така тука имаме у летната школата трета компонента, мислам што не стигна да се искаже, тоа е исто учење преку правење или гледање. Значи ќе имаме секој месец, мислам 10 до 11 прошетки од едукативен карактер, значи ќе се одат, ќе се оди у музеи, мислам одиме у два музеи, оваа година едукација и од друг начин, малку од друга страна. Апсолутно, да. Оваа година исто така ќе посетиме неколку успешни бизниси што ги водат релативно млади, може и да се каже инфлуенсери во денешно време, каде што и децата ги препознаваат и да дојдат до, ќе се направи освен дегустации и исто така интервју, да се дојде до елементот на како да се оствари од идеја до нешто успешно. Така да мислам дека младата генерација... Како да се реализира финансиски успешно? Па секако, да. Не само финансиски, туку и таа идеја исто така да... Креација и така натаму. Меѓутоа, знаеш зашто велам финансиски? Затоа што сите ја напуштаат Македонија токму поради финансиите, меѓутоа може и тука, ако се сака на било каков начин со интересна идеја и креации, да си имаат свој сопствен бизнис и да си работаат како што ви си посекувале веројатно во својот живот. Имаат многу желби, предпоставувам, дечињата, сите се различни индивидуи, како е да се работи. Еве, јас би сакала да те навратам малку и наназад годините, искуството што кажува и кои се резултатите од вашата летна школа со дечињата? Секоја година ретроградно нешто надоградуваме. Значи, ова е програмата која што ја работиме. Третиот дел ние едноставно почна да расте. Така. Зашто? Заради тоа што децата многу го сакаат. Тоа е тоа. Значи, да имаме многу подобри кога станува збор за македонски математика, многу подобрени во успехот дечиња кога ќе заврши летната школа. Така, да. Многу е значајно кога родителите ќе се ослободат дека можат цело лето да го остават детето кај нас, нели со исклучок во периодот кога одат кај бабите и дедовците и одат на одмор. Значи децава и изгрижени и научени, ама имаме и летна школа од неформално образование. Тоа е тој трет дел што го објасни Ненад, кој што секоја година се надоградува. Сега почнавме од разговор за професиите, значи што значи да си лидер. Па дури имавме, сега ми текнува, многу беше интересно. Во првата година, што сакаш, Марче, да бидеш кога ќе пораснеш? Јас сакам да бидам овчар. А како викам така, од каде сега овчар сакаш да бидеш? Па така вика едноставно, моите родители работат со млечни производи и јас сум размислувал 6 години детенце, како е ете да се стигне до тоа млеко за да се направат тие производи. А која ти е омилена овца? Мерино овца. Тоа ми дете мислам ми беше хит. Така да. Пуда зборевме за лидерство. Што нели прашањата на детски начин да допрема до децата, уште од најрана возраст да разбудиме таа свест. Што значи да се биде во однос на некоја професија. Нели, од тука, значи ги создадовме музеи на Република Македонија, природно-научен музеј, одиме во Дрим зона, каде што има буквално Дизниленд на децава. Верувам. Театарот на Сенки ни е извонреден, кој што има супер допир со природни науки. И приказната за доброто и злото, но во позадина имаме амбиентална музика. Значи ова во нашава програма нас ни текнало дека на децата ќе им биде супер интересно и супер корисно и во однос на едукација, ама и во однос на многу е важно да се развие тоа чувство што е добро, а што е лошо, да. Во ова време во кое што живееме. Така е. Се повеќе и повеќе да се работи на тоа. Да. Да се истекне поточно што е доброто, а што е она лошото, да го оставиме и да си гледаме напред во животот, затоа што дечињата
луѓето се малку збунети во тие години. Така е. И треба да ги насочиме правилно и се повеќе и повеќе да им го избиструваме патот по кој што треба да чекорат. Оваа година имаме, ама сериозно вовед во земјоделие, каде што програмата, не само ќе засадиме едно гравче па ќе го следиме, туку буквално од семенце, па како се сади, па како се стигнува до тој производ, па ќе садиме. Во училиште имавме домаќинство, во што го кажуваш на времето. Имавме обиди за вакви нешта, и правевме. Затоа ретро лето. Во училиштата, па затоа велам одлично што ги враќате децата и во некое време во кое што и ние сме живееле, да создадат, како велат повозрастните, да им внесеме и да им создадеме една навика за работа. И за работни задачи, и за активности, да знаат да си го организираат времето. Вие се тоа го работите со нив во ХЕСЕТ. Ама и јас гледам недостаток на интереси. Значи, покрај работна навика, она кое што децата треба да го имаат пред се интерес. Како да го допреме, да го распалиме она жарче во нив и после лесно е. Супер, стануваат со елан, почнуваат да работат, сакаат да се дел од самата програма, сакаат да одат на училиште, сакаат да се подобри. Тука е уствари почетокот на градење на самодоверба и свест. Дека треба да бидат супер подготвени за реализирање на сопствените должности и тука се гради одговорноста уште од најрана возраст. Така. Јас само ќе го прашам Нена тебе за сите оние кои што во овој моменти не слушаат и сакаат децата да ги предадат, вака да кажам, во ваши раце, за да се бидат сигурни и во бизнисот, па и да има возможиме на бабите, на дедовците малку да здивнат, да си одморат и тие да си прошетаат на бања, да си отидат каде и на море, било каде. Кажи ми како може да дојдат до вас за сите оние контакти кои што вие ги нудите и како се тоа оди? Извинете, не ве слушнав. Како да дојдат до контактот? Да, со вас да исконтактира за дечињата, нели како што кажам. Така, би требало, како се вика, не има онлайн на heset.mk. Исто така во сите школи би требало од следна недела да има исто така флаери, известувања. Од кога почнуваме официјално? Од 12 јуни. 11 јуни, така, и трае летната школа до? 31 август, секој работен ден, од 7 до 17:30. Исто така и нашиот телефонски број, ако смеам да го споделам, 070-88-11-92, секогаш достапни, тука да дадеме информација, да ги поканиме, или сите што сакаат да бидат дел од оваа летна школа и во нашите простори. Од оваа година и во аеродром, значи бевме во центар, бевме во Карпош, па се преселивме во центар, сме 3 години и од оваа година центар и аеродром плюс побарање, нели, на жителите на аеродром. Така, одлично. Многу ви благодарам, времето многу брзо ни помина за вашето гостување и за сето она што еве го кажавме за дечињата како тие поминуваат летната школа, малку се навративме нели и наназад, кои се резултатите и сигурна сум дека сите оние кои што не слушнаа ова утро ќе посакаат да ги предадат децата во вашите раце ова лето и знаат дека и покрај тоа што ќе бидат со вас ќе научат многу нешта. Така, ви благодариме многу.